Никој не мора да биде во притвор поради никаква количина на било какви наркотици, особено ако се работи тоа за канабис, бидејќи тоа не е основ за одредување на мерка притвор. Редовно сте во судските постапки, знаете кои три основи се за одредување на мерка притвор. Сметам дека одлуката на Основен суд Скопје 1 Скопје е плод на една ригидна политика која што водат органите на прогодот кон уживателите на канабис. И сметам дека е недопустливо во услови кога државата возможува мултимилионски бизнис на правни ентитети да можат тоа да го прават легално, да уживателите или оние граѓани кои што се оставени сами на себе и кои што произведуваат масло од канабис за себе или за блиски болни да бидат гонети како да се криминалци. Од Сдруженијето максимално во наредниот предновогодишен период ќе работиме на и веќе работиме на законски измени во тој дел, бидејќи сметаме дека е прво недопустиво да се криминализираат уживателите, второ државата инвестира голем број на средства за, ајде да го наречеме, ситен криминал. За илустрација ви да направите едно вештачење на една цигара со канабис, која може да има и пола грам канабис, тоа го чини Министерството за внатрешни работи пари. Цел прогон, цела постапка чини, се ангажира јавен обвинител, се ангажира судија, а кои се резултатите дискутабилно. Така да во таа насока даваме максимална поддршка. Јас од тука ќе се упатам кон судот да поднесам жалба до кривичниот совет и да барам да мерката притвор се замени со друга полесна мерка. Кои би аргументите на обвинителството зошто барат? Можност за повторување на делото, можност за бегство и влијание врз некои од сведоците кои не се распитани. Очекувате ли апелација да ја укине? Не, сега одлучува кривичен совет при дали очекувам. Јас ќе барам јавна седница да одржи кривичниот совет на која ќе повикам доколку тоа мое барање биде усвоено. Јас сметам дека аргументите се на наша страна, меѓутоа праксата на жал не ми остава многу простор за оптимизам, ајде така да го поставам. Само да прашам, дали би им дозволиле на вашите деца конзумација на наркотични средства? Прво, наркотични средства е многу широк поим. Конзумирање на џоинт. Не гледам зашто би им забранил. Би било добро? Дали би било добро, секој сам за себе се одлучува дали е добро. Јас моите родители не ги прашав, така да сметам дека моите родители не ме прашале, а и секој си носи одлука сам за себе. Така да ако сметаат моите деца дека треба да конзумираат канабис, нека конзумираат канабис, од мене нема да имаат никаков проблем. Ако не сметаат дека не треба да конзумираат, и за тоа нема да имаат проблем.